И затоа Мухамед алейхи селам рече, јас сум довата, молбата на Ибрахим. Значи Аллах Джелешану ја прими довата на Ибрахим алейхи селам и го испрати Мухамед алейхи селам токму од родот на Ибрахим алейхи селам. Додека wa ana bushra Иса ибн Марјам, јас сум радосна вест која ја најави Иса алейхи селам, бидејќи Иса алейхи селам, Аллах Джелешану во Куран азимушан спомнува дека Иса алейхи селам рече wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmed, и ви носам радосна вест, рече Иса, синот на Мерјам, кој после мене ќе дојде, а тој ќе се вика Исму Ахмед, ќе се вика Ахмед, тој е курански збор во суре Саф, а Ахмед е исто така надимак, име кое Мухамед алейхи салату веселам го носеше. Значи, неговата најава е спомната, исто така и во Евангелието на Јован е спомнат Мухамед алейхи салам со некои сигнали како Параклитос, што значи утешител, оној кој носи утеха. И Иса алейхи салату веселам или Исус најави дека јас ќе одам кај мојот татко, а после мене ќе дојде еден кој ќе зборува исто како мојата уста, следете го. Според научно истражување е потврдено дека токму овие најави кои ги спомнал Иса алейхи селам се однесуваат за Мухамед алейхи селам, бидејќи програмот, објавата, верата е иста, истите цели се, а тоа е робување на еден возвишен господар Аллах Джелешану. Ефендија, која е вредноста на личноста на Мухамед алейхи селам за нас муслиманите? Вредноста на Мухамед алейхи салату веселам ние колку вечерва да ја спомнуваме, колку ние вечерва да ја искажуваме, потенцираме, нагласуваме, немаме толку доволно простор и време. Бидејќи зборуваме за последниот Аллахов пегамбер, за најдобриот учител на целото човештво, пегамбер кој Аллах Джелешануху во Куран азимушан вели "Варафана лека зикре", и ние твојот спомен, твоето име го воздигнавме. За нас како муслимани личноста на Мухамед алейхи селам представува голем модел, представува Аллахов пегамбер кој е должен секој муслиман да го следи во неговиот живот, бидејќи ние секојдневно неговото име го спомнуваме, го цитираме во наши молитви. Нема езан без да се спомне неговото име. И во намаз кога стоиме во етехијату, ние велиме "Ассаламу алейке јухан неби", нека биде мир и спас врз тебе, Аллахов пегамбере. Вредноста на овој Мухамед алейхи селам прави и ние како негови следбеници да имаме вредност, бидејќи Аллах Джелешану вели во Куран азимушан "Вакезалике џаалнакум умметан васатан литакуну шуҳада ала нас", и ние исто така ве направивме да бидете средишна заедница, а пегамберот го направивме да биде ваш сведок. Ние со неговата вредност и ние стануваме како еден вреден уммет, последен уммет за кој Мухамед салаллаху алейхи ва селем рекол "Нахну ахирул умме", ние сме последен уммет кој дошол на оваа земја, меѓутоа иншааллаху таала ќе бидеме први кои ќе влезат во џеннет заслуга на овој пегамбер. Вредноста на овој пегамбер Аллах Джелешану ја спомнал во многу курански ајети. И секој муслиман ја знае неговата вредност, бидејќи Аллах Джелешану во Куран вели "Акиму сала", кланяјте намаз. Аллах Джелешану во Куран вели "Ату зека", давајте зекат. Аллах Джелешану вели "Обавувајте хаџ". Меѓутоа, кој ни ги објасни овие работи, како да обавуваме намаз, како да извршуваме хаџ? Тоа е секако тоа го објаснил Мухамед саллаллаху алейхи ва селем. И затоа Аллах Джелешануху го споил името на Мухамед алейхи селам заедно секогаш со него "Ва атиу Аллах ва атиу Расул", бидете послушни на Аллах и бидете послушни на Мухамед алейхи селам. И затоа вели Ибн Аббас, еден од познатите коментатори, хибрул умме, мастило на овој уммет, вели Аллах Джелешануху во Куран азимушан ги спомнал три работи кои не можат без други три работи. Прво, атиу Аллах ва атиу Расул, бидете послушни на Аллах и на пегамберот. Оној кој е послушен на Аллах, не е послушен на пегамбера, нема да се прифати неговата послушност кон Аллах Джелешануху. Второ, анишкурли вали валидејке, бидете благодарни на Аллах и на родителите. Оној кој искажува благодарност кон Аллах мора да искаже благодарност и кон родителите. И на крајот акиму салавату зека, кланяјте намаз и давајте зекат. Оној кој клања намаз и не дава зекат нема да му биде прифатено. Значи неговата вредност е голема, неговата вредност е огромна. Со наши кратки зборови не може да се опише, бидејќи личноста на Мухамед алейхи селам може само да се доживее со неговото учење, со неговата биографија,
со неговата скромност, љубезност и хармоничност што ја поседувал како еден Аллахов пејгамбер. Одиме со кратка пауза на илахија, па се враќаме со вториот дел од разговор.